Рекордни 84 казни за погрешно паркирање во еден ден изрекла тетовската полиција, или за 4 дена вкупно 218, а со паек службата биле подигнати 49 возила кои го попречувале сообраќајот. Полициските службеници се обидуваат да воведат ред низ улиците во Тетово, но поради немањето доволно слободни паркинг места, возачите ги оставаат возилата каде ќе стигнат. За паркирање нема нигде доволно Тетово. Пошел на пазар или овата, тамо не може, овде не може, онамо не може. Кај ќе најде мало местенце, се паркира. Не е на едно место. Кај да одиш, тоа е. Не смееш со тожак да идеш, а не да идеш со кола. Ведно само пешки можеш да идеш, друго никако не можеш да идеш. Катастрофа. Идите кај болница да ќе видите како е. Катастрофа, вама е катастрофа. Нигде нема, нигде. Од новата локална самоуправа велат дека во фаза на изработка е долгорочно решение за хаосот во сообраќајот. За изградбата на катни гаражи со што би се ублажил проблемот со паркирањето. Градоначалникот Билјалка Сами вели дека треба повеќе време. Е даден налог на секторот за комунални дејности и на предпријатието за паркинзи да најдат долгорочно решение. Според информациите кои ги имам, веќе се во изработка на тоа решение. Се надевам дека до крајот на годината ќе имаме целосна информација според која ќе излеземе пред јавноста за решавање и на хаосот во сообраќајот и на паркирање. Катните гаражи во моментот, според информациите кои ги имам, има веќе маркица само за една катна гаража, тоа е кај пазарот кој е исто во собственост на општината. Во другите делови не се расчистени имотно-правните работи. Во моментот кога ќе имаме чисти парцели и во моментот кога ние ќе го тераме и во урбанистичкиот план да биде предвидено, ќе одиме и со катните гаражи, али тоа е проект кој ќе бара повеќе време. Податоците говорат дека 44.592 регистрирани возила се само со тетовски регистерски ознаки, но во градот сообраќаат и други возила. Дополнително бројот на автомобили се зголемува со доаѓањето на печалбарите за време на празниците.